Онака, отдека највеќе ги добиваш информациите ти лично за Тесла? Пошто ние следиме Тесла веќе 2-3 години, на секој earning call сме уклучени, секојаш ги следиме сите новости на дневна основа, пошто јас се чувствувам дека веќе нели, ако имаш голем дел од твоето портфолио у некоја компанија, треба активно да ја следиш, пошто ние не сме како трейдери на дневно ниво, дека планираме да направиме профит од трейдање, туку ние ги купуваме нели акциите како инвеститори. Да. По моята цел е да можем да се докопам до што е можно повише, по што е можно пониска цена. Сега често пати имаме можност, тоест јас сум помлад, кризата која била 2008, јас не сум имал појма што се дешава. Ама има можност да го искусам од прва рака оно што викат timing the market does not beat time in the market или нешто така, нема појма. Time in the market beats timing the market. И пред да почнам да купувам, пред и да имам можност да купувам, јас го следеше Роб Мауер, Tesla Daily. Да, Tesla Daily. Да, тоа е подкаст што секој ден ги акумулира сите вести, ја процесира ги и ги прави лесни за упивање. И обично секоја сабајле со првата кафе си го слушам тај подкаст и така ги добивам информациите главно. Ако ми треба по некој булиш, онака булиш гледна точка, ептена онака, хардкор. Обично го гледам Стивен, вика се, каналот на YouTube му е Solving the Money Problem. Да. Он е ептен како секта некој пат. Ама вака што го слушам, работи што ги кажу, он збору ептен, абстрактни, експоненцијални растови, бројки. Да, ептен, идеално сценарио што би можело да се случи. Ама помага ти да си створиш некој свое мислење за компанијата, кај што ти сам ќе можеш да си донесеш одлука, вреде ли јас да инвестирам ова или не вреде. И на крајот дено, нели, ова не е финансиски совет, ама ќе го напишеме после на каналот дека ова не е финансиски совет. Некој после да. Јас си се водам по тоа што ако мислам дека продуктот е добар, сакам да имам таа компанија во моите портфолио. И мислам дека продуктите на Тесла, full self-driving, батериите. Да, сега едно по едно ќе земеме, сакам да улегнеме у детали, за чисто да ги продискутираме работите, што ние ги знаеме, да ги пренесеме нели на другите, пошто ја знаат обично како автомобилска стандардна компанија дека прави нешто и дека има огромна валуација, а уствари повеќето не се улегнали у стршта на работите и у деталите за да сванат зашо на Уол Стрит Тесла ја рангират нели толку високо. Да, и многу од луѓето мислат дека е производител само на коли. Да. И секој пат кога некој ќе ми каже нема смисла производувач на коли да има толкава валуација, и одма јас тука со контранапад. Не контранапад, него јасно ми е дека не ја следат компанијата баш. Да. Како што ја мислам дека е. Моменталниот маркет кап 924 билиона моментално. Значи со новиот сток сплит 305 ли е денеска? Да, има скок за 1% денеска. Вчера имаше пад ради
самата макроекономија, нели? Да, Шо? вчера то бил пети најголем пад на целиот маркет у историјата не у историјата, у последните неколку години. Немам време вчера да следам, ама мислам за 0,5% за 50 поени дека ја качија каматната стапка и заради тоа така реагира целиот маркет. Да, мислам, кога видат луѓето и падна некои акции 10%, Да. или знаеш, многу е црвено и одма продават тука. Почекаш една недела и видиш дека се врне па нормално. Да, некој